Скопје е премногу бучен град. Ушите на скопјани се под континуиран атак од разни страни и предизвикувачи на бучава. Скоро и да нема дел од деноноќието кога е присутна тишината, која е нужна за одмор на населението. Од општина Центар почнаа со инсталирање на уреди за мерење на бучавата на 30 локации. Ќе се ловело кое кафуле прави висока бучава, но бучавата не ја прават само кафулињата. Ќе се постават ли и мерачи на улиците каде особено моторџиите, но и возачи на бесни возила навечер прават неподнослива бука. Центарци преку социјалните мрежи прашуваат дали мерачите ќе ги мерат и децибелите од верските објекти, од градежните компании и слично. Инаку се наметнува и прашањето, ќе мерат ли бучава и другите скопски општини и пред се ќе реагираат ли конкретно за ненормалната гласност конечно да се нормализира. Градот Скопје ќе исплати субвенции за инвертер клима уреди купени во 2025 година. На сите граѓани кои аплицирале на јавниот повик, градот Скопје ќе им исплати по 20.000 денари по домаќинство. Со оваа мерка правиме чекор напред кон почиста и поздрава животна средина. Со намалена потрошувачка на енергија и пониско ниво на емисии, тие директно придонесуваат кон заштита на воздухот и создавање по еколошко и одржливо Скопје, рече градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Со завршувањето на последната фаза од асфалтирањето, комплетно е финализирана реконструкцијата на улицата Ѓорѓи Димитров во општина Киселавода, со должина од 1200 метри и широчина од 12 метри. Со новото уредување се создава уреден сообраќаен пат, широк коловоз, нови тротоари, партерно уреден простор, како и ново улично осветлување. Ова ќе придонесе за подобар проток, зголемена сообраќајна безбедност и многу поквалитетно секојдневие за жителите, соопштија од општината. Благодарение на брзата и ефикасна интервенција, пожарот што вчера избувна во стара куќа лоцирана на улица Самоилова во непосредна близина на црквата Свети Спас во старата скопска чаршија, брзо бил ставен под контрола и немало опасност од негово проширување на соседните објекти. Ова го извести од Центарот за управување со кризи. Причината за избувнувањето на пожарот засега не е позната, а екипи на МВР вршат увид на местото на настанот. Амбасадорката на Јапонија во Македонија Сецуко Кавахара и градоначалникот на општина Чучар Сандево Зоран Бајовски денеска потпишаа грант договор со кој општината ќе добие возило за управување со отпад, со вкупна вредност од 75.254 евра. Програмата за мали проекти за човековата безбедност е еден од столбовите на соработката меѓу Јапонија и Македонија. Од 1996 година Јапонија поддржа 187 проекти во областите здравство, образование и животна средина, изјави амбасадорката. Турската амбасада во Скопје денес го одбележа Светскиот ден на турското кафе, ден посветен на една од најпрепознатливите културни традиции во регионот. Историјата на турското кафе започнува во 1543 година, кога гувернерот на Јемен му подарил кафе на османлискиот султан. На кафе во резиденцијата на амбасадата на Турција денес отидоа и поранешниот македонски претседател Ѓорѓе Иванов и неговата сопруга. Откриен фалсификуван прашок за перење. Имено цариници во Тетово спречија обид за криумчарење 2000 килограми фалсификуван прашок за перење со ознаки на познатата марка Ариел. Пратката била наменета за увозник од Скопје. Контролата била извршена на товар направен во Турција, пошто цариниците се посомневале во оригиналноста на производот. Веднаш бил известен правниот застапник на носителот на правата на брендот. Оттаму било потврдено дека станува збор за фалсификат. Увид во завршните градежни активности во залата на кошаркарскиот клуб Работнички, која добива современ изглед и целосно ги исполнува ФИБА стандардите, денеска изврши градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Пред самиот крај сме, завршуваме еден голем процес и во исто време отвораме ново поглавје за нашиот Работнички. Го остваривме тоа што го замисливме, изјави Герасимовски. Трибините, како што објасни тој, се целосно завршени, а во тек е поставување на заштитни огради согласно противпожарните стандарди.
уапсени двајца криминалци кои завчера извршија разбојништво во финансиско друштво во Скопје. Полициски службеници лишија од слобода 37 годишник и 33 годишник од Битола, кои се сомничат дека на 3.12.2025 година околу 18 часот и 40 минути во финансиско друштво на подрачјето на Киселавода во Скопје со закана од вработената одзеле пари. Кај нив се пронајдени пари за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривичното дело. По преземени мерки констатирано е дека двајцата биле барани по централни потерници поради бегство од затвор.